24 анализа, добре дојдовте. Светот буквално на ролер костер, односно во буквален превод на луда железница и не се знае што може да се случи на следната кривина. Во Брисел, во онреден самит на Европската Унија за Украина, на која што присуствува и украинскиот председател Володомир Зеленски, дали е самитот во 5 до 12 или пак во 12 и 5. Колку пораките кои што си ги разменија меѓу себе Емануел Макрон и Владимир Путин се игра на нерви, или пак сепак светот може да ескалира на ниво на Трета светска војна. Најава дека во вторник американската и украинска делегација седнуваат повторно на маса во Саудиска Арабија. Според одредени медиумски пишувања се работи за пакет кој што би предвидел и привремено примирје. Македонија се качи во американскиот воз, дали тоа значи дека ќе однесе поблиску до Москва или пак поблиску до Брисел. Јас сум Душица Мрѓа, а за сите овие дилеми вечерва анализа во 24 анализа. Гордан Ѓоргиев, универзитетски професор, директор на Форумот за разумни политики. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам. Благодарам што прифативте поканата. Жидес Даскаловски, универзитетски професор. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Благодарам и вам што прифативте поканата. Овој европски вонреден самит го чекаме цел ден да излезат европските лидери со некои заклучоци. Најавата беше дека председателката на Европската комисија ќе го представи планот за ревооружување на Европа, изголемување на буџетите за одбрана на земјите членки на Европската Унија. Меѓутоа, тој преспомен на Урсула фон дер Лајен и кошта се некако се одложува. Меѓутоа, додека таму лидерите на земјите членки не го разговараат, она што е последна информација е дека во вторник во Саудитска Арабија продолжуваат преговорите помеѓу американската и украинската делегација. Американската ќе ја предводи Марко Рубио, додека украинската Андреј Јермак. Медиумите пишуваат за евентуално 6-месечно примирје помеѓу Русија и Украина. Додека тактизира Европа, веќе нешто конкретно зад превзема. Добро. Принципиелно, ние сме од оваа позиција обсерватори, посматрачи на некој начин, наблюдувачи, кој што не можеме премногу да направиме, но мислам дека е важно за јавноста, за нашата јавност овде во Македонија, да се обидеме да објасниме некои работи, евентуално да спуштиме температура, бидејќи на глобално ниво глобалното затоплување политичко е прилично високо, па и неизвестно. Иако календарски сме во зима се уште. Иако календарски сме во зима, неизвестно затоа што до доаѓањето на Доналд Трамп се преуредија некои коцки во глобалната политика, кои што ќе имаат рефлексија и на домашните политики. На микрониво тоа се случува со USAID, со разни други идеолошки или неидеолошки политики кои што допираат и кон нас од таа страна на Атлантикот. Но на политичко ниво се соочуваме со еден соголен свет кој што се базира на тоа што нарекува hard power или тврда моќ или реализмот во меѓународната политика како доминантна школа на некој начин, која што секогаш била доминантна, но знаела да се прикрива со убави зборови, со убави насмевки, со добра шминка. Сега, јас мислам дека Европа не е дека е така изгубена во моментов, иако е изгубена генерално години наназад. Мислам дека Европа конечно свати што се случува. Конечно свати, бидејќи тоа ќе го преточи во некакви политики. Првата работа што ја свати Европа е дека не може да биде веќе слободен патник, фрирайдер. Долго време Европа беше фрирайдер. Можеме ние да критикуваме од оваа позиција на фрустрирани македонци или граѓани на Македонија долго и на широко. Мислам дека не е тој момент да се критикува, мислам дека е момент да се повеќе да се анализира и да се види што ќе се прави. Во смисла дека фрирайдер, во смисла дека со години живееше убав живот, со социјални
помоши, државно благосостојство и така натаму, под еден чадор кој што беше на некој начин гарантиран безбедносен чадор од страна на Америка. И по доаѓањето на Доналд Трамп практично ја постави новата мапа, ги извади новите карти на маса и сега Европа е во една голема паника. Кога зборуваме за Европа, веќе ние зборуваме Европа плюс Велика Британија. Бидејќи Велика Британија како дел од Комонвелтот и како еден би рекол традиционален помал брат на Америка, може биде важна спона во целата приказна. Таму имаме левичарска влада, што и да значи тоа во глобално пристројување, но гледаме дека и Велика Британија се наметнува како важен фактор, особено во безбедноста. И сега, во целава игра, ние како следиме, како се отвараат картите и како одат преговорите, видовме некакви брутални ситуации, ова со Зеленски и така натаму. Дури фино изгледаше тоа, само од еден аспект, иначе изгледаше грдо, фино изгледаше да сватиме дека така функционира светот. Малку балкански. Дека не е тоа малце балканско, така функционирал за затворени врати. Сега видовме како всушност и либераливе претходно, и левичариве, и десничариве, дека на некој начин исто ги поимаат работите. Но, во меѓуиграта, Европа ќе мора да стане некој фактор. Како фактор ќе стане и кај сме ни приказата, не може да знаеме се уште. Но дека на крајот на денот ќе има некаква конвергенција на политиките на Америка со Европа, јас сум прилично сигурен дека тоа ќе се случи. Каде што Европа сепак ќе треба да се плати цената која што мора да плати. Од 1991 година, знали со падот на Советскиот сојуз, Берлинскиот зид, така натаму, ние во светот имаме една ситуација на либерална хегемонија, каде што САД се тие што се доминантна сила. САД се доминантна сила и делуваат на тој начин што се обидуваат секаде во целата планета да доминираат. Тие се тие што всушност ја туркаат целата приказна со Украина, дури и со обструкции и со обиди на Европа таа нивна игра да ја поремети во, да речеме, 2008 самит на НАТО. Ние се сеќаваме, ние мислиме дека тоа било некаква големо прашање дали Македонија ќе добие покана или не. Таа всушност приказна е минорна на тој самит. Главната битка на тој самит е помеѓу Америка и Германија и Франција во однос на идејата да се даде МАП, односно да се даде, да рече, да не го комплицираме, се даде на Украина директен пат кон НАТО членство. И на Грузија. Добро, и Грузија. Меѓутоа, сега за Украина е битно, така што во тој момент европјаните се спротивставуваат. Тие генерално се на некоја по-разумна позиција отколку неокон, јастреби, американската хегемонска влада во сите варијанти со сите председатели до Доналд Трамп. Значи имавте ситуации во 2014 кога имаше Мајдан и преврат во Украина, каде што европските сили се обидуваат на компромисни решенија, нели се обидуваат да најдат излезно решение помеѓу спротивставените страни, при што фактички видовме како Викторија Нуланд рече, ајде да не го употребиме зборот што таа го каже, чао ЕУ, ние сами ќе си ја завршиме работата и наместо некакво вид на политички реформи, ала Пржино и така натаму, имаше едноставно отстранување на власт, имаше пуч кој што заврши со доаѓање на власт во Украина на една влада која што беше генерално поддржана од САД и која што беше генерално воено и од страна на американските служби поддржана да биде еден антируски проект. И сега војната како што настапи во Украина, откако Русија изврши инвазија, таа беше нели осудена од европјаните и од САД, поддршката беше заедничка, се одеше нели со оружје, финансиска, комунитарна, секаков вид на поддршка и имаше усогласеност помеѓу Европска унија, главните чинители во Европска унија и Соединетите американски држави, се до Доналд Трамп. Сега доаѓа Доналд Трамп, вели, ние отфрламе сега таа идеја за хегемонија на САД во сите области ширум светот, ние прифаќаме Марко Рубио, надворешен министер, вели, светот е мултиполарен и ние ќе се приспособиме на тој свет.
тргнаа со директни разговори со Путин и со Русија. Ова сега е шок за Европа. Европа која што не е навикната да Америка се повлекува и прави сделки кои што дадат кон мировно решавање на украинската криза. И Европа едноставно не може да се приспособи во однос на таквиот пресврт кој што се случува во Вашингтон. Не мора да значи дека тој конечен, меѓутоа вака како што изгледа трнале да бараат некаква мировна формула Трамп и колегите во неговата влада. И сега Европската унија едноставно не може да свати дека тоа се случува и се обидува всушност да ја продолжи линијата која што ја следува. Тие следува американска линија на обид да се помогне Украина да ја победи Русија. И сега имаме оној момент, сетен или она цел свет што го вида во овалната соба, па она покајаничко писмо на Зеленски кое што го прочита Трамп во Конгресот. Па имаме замрзнување на поддршката од САД за Украина, укинување на разузнавачките информации и последно од денеска најава за депортација на 240.000 украинци од САД во Украина. И како го имаме Путин кој што вели ние самите ќе избереме верзијата на мирот која што е во Украина и немаме намера да се откажеме од тоа што нас ни припаѓа. И го имаме Зеленски и оваа најава дека седнува на маса со американскиот тим и ја продолжува комуникацијата за примирие, односно како што вели Украина не само што е подготвена да ги превземе неопходните чекори за мир, туку и ние ги предлагаме овие чекори. 6-месечно примирие, основа за мировен договор. Ке има ли мир во кој што Украина ќе биде капитулирана? Веројатно да. Ако сега ми можеме да држиме морална позиција некаква, и Европската унија или овие коалиција на волни држави ја држат таа морална позиција до некаде, при тоа создавајќи хистерија дека практично Русија ќе почне влегува во балтички земји и така натаму. Мислам дека е хистерија. Но веројатно големиот губитник од оваа приказна, сега цинично може да звучи, Жидес го кажа Трамп сака мир, но факт е дека сака да заврши војната. Не е важно за кои се причините. Ние сега се обидуваме да анализираме тврда геополитика. Украина ќе биде голем губитник, секако веќе е губитник. Двете барања клучи на Путин или касус бели причина за војната беше Украина не може влезе во НАТО и денацификација. Да кажеме денацификација е флуиден термин, абстрактен, може да се вака или онака се интерпретира, но Украина нема да влезе во НАТО. Украина ќе изгуби територија. Ако ова што и кажете на Станиве или на филмска лента што се случуваат, укажува на тоа дека средбата во овалната соба била катастрофална. Значи, таа можеби ќе произведе понатаму некакви ситуации на терен, но таа беше катастрофална затоа што прво беше грдо да се гледа се до тоа. Второ, и Русија не е задоволна од таа средба, бидејќи не заборавајте се, ние ја гледаме Русија као некаква супер моќна земја, но Русија е држава која што тешко и оди војната во Украина. Ако се сеќавате, планот беше за 3 дена да се заврши работата. Да има режим ченџ, да се заврши. Не беше тоа руски план. Планот беше брзо да се заврши работата. Влегоа Станковите за глави окал. Со 3 дена не го кажал никој. Но не беше 3 години. Ни никој од руските генерали. Тоа го кажа 3 дена еден американски генерал. Страшно беше дека за 3 дена русите ќе поја, ама не се толку моќни. Очигледно е дека за глави. Дека не се толку моќни и дека сега таа приказна дека Русија е толку моќна ќе нападне Европа и дека тоа ќе стане Трета светска војна, би сакал мислам дека не е реално. Иако големи се потресите и малку треба школчиња се запалат за да се направи поголема белја. Значи, и Украина ќе изгуби територија, ќе се потпише некој договор, тој ќе биде килав договор, ќе има некаква зона, сега ќе се преговара околу детаљите, какви војници, кои да ги донесе војниците. Европа ќе се консолидира на појавно ниво со огромни буџети за одбрана. Како тоа ќе се одрази долу на изборите и кај граѓаните, не знаеме, бидејќи имаме
големи потреси идеолошко-политички во самата Европа, па и самата Европа е крајно разединета, без разлика што Унгарија денеска нашла некаков модус да се приклони кон целата приказна, но во суштина имаме нова блоковска поделба, каде што Европа е еден од играчите, веројатно послабиот играч, токму заради таа разединетост која што постои во Европската унија. Прашањето е сега кај сме ние во приказнава. Ние сме држава која што не почна преговори, но и да ги бевме биле почнати преговорите, ништо немаше, нема да имаме карта во раце, ако може да се изразам со трамповски јазик. Како ние ќе се позиционираме во оваа приказна или ќе седиме и ќе чекаме што ќе се случува. Таа е тема за Македонија и за македонската јавност. Ќе зборуваме македонската приказна во целиот овој контекст. Денеска и министерот за надворешни работи после подолго време околу на пинг-понг играње дали е Македонија со Украина и со Европа или дали е со Америка и дали се извршила агресија или не, кажа руска агресија врз Украина. И оние резолуции сето тоа што се случуваше. Ајде, уште малку сакам околу овој мир, кој што Ѓорѓе вели дека ќе се постигне на штета некаква на Украина. Колку ќе биде триумф тоа за Трамп, а каде ќе биде Европа во целата таа приказна? Не знам дали ќе се постигне. Тоа е тежок процес. Во принцип, она што е јасно дека руските позиции се тие што ги кажа Ѓорѓиев, лета викам или како да. И меѓутоа таму имаше и еден дел кој што се однесува на демилитаризација на Украина во однос на тоа да нема капацитет повторно да ја нападне Русија, значи не им одговара на русите никаков вид на договор кој што ќе наликува на Минск. Значи, минските договори беа мировни договори помеѓу Украина и бунтовниците проруски во самата Украина и кои што предвидува договор внатрешна автономија на тие области, јазични права, религиски права, децентрализација и така натаму. Видовме дека по изјавите на Меркел и на Оланд, тие всушност поддржувачи на Украина во тоа време биле со да на некој начин дадат време на украинците да се опорават, воено да се зајакнат и што и се случи всушност. Украина силно напредна воено со сите оружја, обучени армии и така натаму. Ама во моментов извинете се зборува за 800 милиарди евра одбранбени трошоци на ниво на Европа. И на снабдување со оружје на земјите членки него. Тоа е друго прашање што прави Европа, колку има капацитет, колку има пари и од каде би ги нашла парите. Сега зборуваме за евентуалното примирие, велам дека тешко ќе се постигне дури со најдобра волја на Трамп и нивната влада и дури и да беа синхронизирани со Европска унија, бидејќи едноставно руските барања се фиксни и тие вклучуваат и нешто што е повеќе од Украина. Значи, ако се сеќавате, војната почна откако во декември 21 Русија даде до САД и до НАТО барање за безбедностни гаранции. Тие бараа скоро некаков договор како Јалта. Во однос на тоа дека ова што почна 90-тите години, проширувањето на НАТО, кое што САД ветија дека нема да се случи, а се случи чекор по чекор и нели ние на крај влеговме во НАТО, веќе не може да се ефектуира на тлото на Украина, бидејќи таа земја и историски и културно сметаат за своја, блиска и така натаму, и безбедносно сметаат како голем ризик доколку биде дел од НАТО. Значи, да се вратам на тоа што реков, демилитаризација. Да, апропо тоа ви го кажувам тоа дека Европа го зголемува буџетот за но и одбивање на трупи, војска која што би ги прателе европските сили. Значи, имаме тука различни толкувања на можен мир, можно примирие и така натаму. И тие, како ќе се согласат тие руски барања, кои што се исто така сврзани со нивната бавно, но сигурно напредување на фронтот, и со уморот од поддршката кој што очигледно постоеше и постои, ќе видиме како ќе се действува. Европска унија нема капацитети војни,
Значи тука станува збор за производство едноставно. Нема дадени се силни оружја, силна механика, силни тенкови, авиони. Веќе некои од тие земји скоро и немаат ништо повеќе што да им дадат на украинците. Америка се прашува за основните работи, координација на системите на наблюдување, она што го кажа и Гордан, за податоци од безбедносни агенции. Вие сега сте им дали ракети, например, на украинците, ама некој треба да ги наведува, некој треба да даде податоци, координати и така натаму. Или обратно, Русија ако испали ракета, некој треба да ви даде информација дека таа ракета лета, вие да се подготвите да ја гаѓате. Така што без Америка, со ова што го прави Трамп, што не им дава веќе воена поддршка, украинците се во еден ќорсокак во воена смисла. Па има, Макрон рече дека ќе преземе Францијата. Далеко разузнавачки информации. Далеко се тие од квалитетот на разузнавачки информации и од капацитети на Соединетите американски држави. Ако случајно Илон Маск ги исклучи сателитите за интернет, ќе имаат голем проблем украинците. Например. Европа нема пари ова да го плати, тие 800 милиарди првично се обидува некако да ги најдат со тоа што ќе префрлат некои фондови од пост-ковид, од структурни, кохезиски, што исто така голем проблем за сите земји кои што имаат нерамноправно економски се во однос на побогатите, па и потенцијални членки како Македонија. Другата варијанта е да се задолжуваат. Тоа би било, значи, навистина проблематично. Има земји кои што не сакаат Европска унија да се задолжува. Третата варијанта е национално да се задолжуваат, значи земјите членки да се задолжуваат. Германија има во уставот ставено 2009, мислам, може ако знаеш каже од кога е одредба, уставна одредба дека не може да биде долгот поголем од не знам колку проценти. Така што тоа е едно малку компликувано прашање од каде ќе ги најдат парите, а и онака велам тие немаат ресурси доволно за производство, нити имаат модерна техника воена која што би била адекватна за да биде Европска унија сила воена. Само едно дополна. Ова е точно дека тука ќе има големи социјални потреси и прашање како европјаните ќе одговорат на тоа на избори, бидејќи на крај на тоа ќе се сведе. Кога Европа се милитаризира, тоа не е добра вест за светот. И ние ги знаеме историските отсечки, знаеме што се случувало кога Европа се и како е настаната Европа, практично као идејата за Европа е да се за Европска унија да се демилитаризира. Мировен проект. Франција е интересна, зашто Франција, ја например сеќавам на студии која бев 40 години наназад и повеќе Франција зборува дека треба да има заедничка безбедносна политика. И Франција е лидер во тоа, во зборувањето. Никој не го прифати тоа во Европа. До ден денеска. Пред се Германија, бидејќи е алергична на или беше алергична на тој тип на милитаризација, Франција има своји геополитички интереси, своји империјални амбиции, од секогаш ги имала и така натаму. И сега ние доаѓаме и плюс сега Велика Британија, која што исто така особено тема милитаризација има тезавици. Значи таа не е добра вест, бидејќи тоа значи дека они ќе ги најдат парите, ако беше ги ветиле 800 милиарди евра, ќе ги најдат, ќе ги отворат фабриките, и така натаму, но тоа не може да биде добра вест за светот, бидејќи другиве придобивки што ги имаше Европа, на кои што ние сме, например, сме биле љубоморни или сме сакале да бидеме дел од тоа и така натаму, овие базични некакви придобивки од па и за вредности можеме да дискутираме веќе во ова време, ќе одат на сметка на овие работи. И тоа долгорочно може да биде сериозен проблем. Нуклеарен чадор, Франција да биде нуклеарен чадор. Поддршка начално од скандинавските земји, порака од Путин до Макрон да се сети како заврши Наполеон. Добро, тоа се малци дневни препокувања. Колку е ова позиционирање на Макрон внатре во Европската унија, а колку може да има експлозија надвор? Значи, во светот. Апропо нуклеарната. Значи, Франција е држава која што цело време, во текот на историјата, во Европска унија, го поддржа излегувањето на Обединетото кралство од Европската унија, значи има амбиција да биде лидер на Европа.
Франција го нема тој капацитет да биде таков лидер во Европа. И сега единствената карта е нуклеарниот чадар. Ќе видиме како ќе изгледа тоа и дали кој ќе го прифати, како ќе го прифати, не само Русија, во Европа како ќе изгледа тоа и како Америка ќе реагира на тоа. Само да кажам дека тука ќе има многу микро преговарања кои ќе бидат тешки и неизвестни и прашање дали Европска унија ќе може да конституира заеднички чадор на интереси кој што ќе може после да го еманира визави Русија, визави САД, визави Украина и визави целиот свет. Јас сум скептичен дека тоа ќе може да се случи на тој начин. Мислам дека нема да може да се договорат внатре во рамките на европското семејство. И затоа одат со ова coalition of the willing, коалиција на волни. Да, волни. Колку нуклеарниот чадор на Макрон за Франција да се позиционира внатре во Европската унија или колку може да предизвика да биде тригер за нешто посериозно во светот? Небитно, мислам, што зборувам. Макрон тој нема ни политички легитимитет внатре во Франција, па камоли да проектира моќ во рамките на Европска унија. Но добро, прашањето е зошто ќе се трошат пари за војно наоружување. Дали ако мисли Европска унија или овие што се коалиција на волните да го прават тоа да продолжи војната во Украина, многу лошо. Уште ќе паднат жртви, илјадници, веќе, не знам, 600.000 украински војници се загинати, повредени, ранети и така натаму. Значи, многу лошо ќе биде ако тоа се користи за продолжување на војната. Ако се користи Европска унија да создаде своја автономна некоја моќ војна која што очигледно им фали, во ред. Време е Европска унија да биде покрај економски джин. Не може да биде воен джин, меѓутоа да има некакви воени капацитети кои што ќе бидат адекватни на својата геоекономска позиција. Тој Макрон инаку говори, давал во Сорбона неколку пати за стратешка автономија на Европска унија, меѓутоа тешко се тоа внатре во Европа координира и остварува. Имало ситуации каде што во Пекинг го охрабрувале Макрон и охрабрувале Европа да биде стратешки автономна кон САД, за да имаат едноставно партнер со кој што ќе соработуваат. Партнер кој што на некој начин ќе ги балансира геополитичките интереси во светот. И всушност сето ова предимензионирање, прегрупирање на големите играчи може да резултира со ставање на Европа во една втора лига или на клупата на резервни големи играчи во светот. Ако еден од заклучоците според делот неофицијалните кои што произлегува денеска од дописниците во Брисел е дека Европа мора да биде вклучена во сите разговори кои што се поврзани со безбедноста на Европа и со руско-украинската војна. Од друга страна ги имаме оние како вели Георгиев тврда геополитика од заканата која што пред цел свет заканите и сите оние тврди зборови си ги разменија Трамп и Зеленски, па до онаа закана која што стигна синоќа доцна ноќта од Трамп до Хамас и царините, најавата за воведувањето на царините. Колку сад ја напушта Европа? Или пак Европа се обидува да остане да преживее самостојно или да остане закачена за Европа? За сад. Соединетите американски држави не може да ја напуштат Европа. Едноставно тоа мислам него така е структурно поврзана што дури и Трамп кој што навистина сака да ги приуреди работите и да условно кажемо да изолира Америка или да игра со други играчи, со големите играчи кои што се местат шаховските фигури. Европа не е небитна, економски е голем концерн. Ако влезе во одбранбена политика или во големи инвестиции, тоа ќе значи нешто сепак. Така што плюс да не заборавиме дека трансатлантското партнерство не заради тоа дека се базира на исти вредности. Веројатно не се базира веќе на исти вредности. Или можеме да дискутираме за вредностите, можеби ќе дискутираат на тоа ниво. Почнувајќи од Михенската безбедносна конференција, па натаму. Но тука е Велика Британија, не треба да заборавиме. Значи,
таа е суштинска врска на Америка и таа не може туку така да се раскине, без разлика дали е сега левица на власт во Британија или десница во Америка. Значи, но Европа ќе треба да си го најде своето место и многу е проста, едноставно пораката на Трамп. Ако сакате Украина да биде во мир и да биде безбедна, вие подадете рака. Или вие ставате оно што се нарекува чизми на тлото. И Европа свати таа порака, бидејќи Украина и Русија, ако е толку страшна Русија, е во најблиското соседство. И тоа е логично, бидејќи до сега не беше логично целата оваа приказна дека Европа е слободен стрелец или слободен патник кој што ќе се вози бесплатно во автобусот што го вози Соединетите американски држави. И мене од тој аспект ми е окей и драго ми е дека има некакво разбудување во Европа. Мене ми е проблемот на имплементација, како тоа ќе го изведат 27 членки со различни интереси, со избори што им се случуваат, со различни идеолошки позиции, со различен однос визави Америка, вклучително можеме да ставиме овде и Македонија, ако ќе разговараме, но е Унгарија и Словачка, па ќе се појават и други, па ќе сменат други влади во Америка. Како тој тип на комуникација ќе оди со големиот брат наречен САД? Бидејќи не сум сигурен дека ќе може блоковски да се разговара помеѓу администрацијата на Трамп и Европската унија. Пак ќе се сведе на ова на кого телефон да дигнам јас во Европска унија. Ова самит во Париз следната година. Следната недела се извинувам. Се надевам дека следната година нема да зборуваме за самити, туку ќе зборуваме за економски напредок и на Европа и за мир во Европа. Самит следната недела во Париз, порака од Москва, евентуално распоредување на европски мировници во Украина да се гарантира можен прекин на огнотен напад врз Русија. Колку би можела Европа, односно членките на НАТО, да играат на таа карта со поставување на мировници? Па веќе претходно кажав, неприфатливо е за Русија. Ти рекоа дека тоа што може да предизвика? Неприфатливо е за Русија, меѓутоа што може да предизвика? И како објасни Трамп, во ред вие пратете таму, средете си го мирот во Украина, пратете си своји војници, ама без да го активираме член 5 од НАТО. Што значи тоа ги оставаме сами да ризикуваат. Едноставно ги присилуваат да прифатат некаква спогодба каде што нема да бидат фактори европјаните. Сад се обидуваат, значи да им кажат на европјаните не се, и веќе им кажа и директно и во лице, нема да имате маса, нема да имате столче на масата кога ќе преговараме. И така продолжуваат со сета приказна, што на некој начин јасно е дека мировниот договор Европска унија само ќе треба да го прифати, а нема да учествува во неговото креирање. Во заклучоците вела дека Европа мора да биде дел од евентуални преговори, разговори, евентуален договор за мир. Ако поминат заклучоците, тие се предлози. Јас не го делам ова мислење, мислам дека напротив игранката, ако е некаква геополитичка игранка, на крај ќе се сведе дека јасна е позицијата во овој момент на Трамп, но ние не знаеме сега како ќе се развлекува цела игра. Ако пораката до Европа од страна на Трамп е сами вооружите се, плакете се за својата одбрана, сами бранете се, тогаш може би ќе се отвори некој столче, може нема биде тоа високо столче кој седиме ние, ама некој помало столче, каде што ќе им каже, окей, еве сега вие гарантирате го мирот. Имаме тенденција да прецениме силата на Русија, зборам на глобално ниво, таа е нуклеарна сила и така натаму. Јас би се осудил да тврдам дека кога ќе заврши војната, кога ќе прогласи Путин победа, пошто сигурно ќе му треба да прогласи, прашање што ќе се случува со руското општество. Депримирано, депресирано, сиромашно, со жртви, ние не знаеме, тоа е еден black box кој што не знаеме што се случува точно таму и како ќе може како ќе биде позицијата на Путин после големата победа во Украина, каде што ќе земе 20% од територијата на Украина. Во таа констелација можеби за Европа ќе има некакво место. Дали тоа ќе биде со војници и дали ќе биде друг тип на гаранции, мислам дека тоа е на масата, на преговарачката маса веќе ставено и веќе ќе се разговара. Тука правиме пауза за реклами и продолжуваме каде е Македонија во оваа глобална геополитика.
Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Универзитетските професори Жида Стасхаловски и Гордан Георгиев вечерва мои гости. Денеска од Министерството за одбрана кажа дека немаат се уште добиена покана за самитот во Париз. Меѓутоа, во однос на прашањето за евентуално праќање на македонски мировници или македонски војници доколку дојде до тоа, беа категорични дека тоа не е опција. Георгиев, треба ли Македонија така да влезе? Вака, рековме, Македонија практично сега гледаме колку сме мали и небитни, гледаме колку многу членки на Европска унија се мали и небитни, па и големи членки на Европска унија се мали и небитни, бидејќи се поголема играта. Јас би апелирал на внимателност и предпазливост во целата приказна и внимателно следење на процесите. Тоа не е лесно од позиција на Македонија, која што има слаби капацитети објективно. И во Министерството, и на ниво на политичка елита, ние немаме капацитет да можеме да следиме темелно процесите, па не да Боже да влијаеме. Но, мислам дека сепак мораме да направиме баланс помеѓу нашата сега фасцинација со Соединетите американски држави, која што е легитимна при тоа, легитимно од аспект на влада која што има мандат и па дури би се осудил да кажам дека и легитимно е одговорот на премиерот кој ќе каже ние така одлучивме дека ќе се врземе за Соединетите американски држави, па ќе видиме што ќе се случи. Но сепак сме ние на овој континент, сепак сме држава која што апелира да влезе во Европска унија, ако ништо друго заради економска благосостојба и некакви вредности кои што реков повторно може да ги дискутираме, и ние мораме да се обидеме да балансираме на тој план, бидејќи еднава приказна може да влезе во синергија со другата, Соединетите американски држави со Европската унија, и не можеме сега ние да извисуваме. Јас не мислам, не сум од тие што мислат дека ќе не го памтат сега Европа ова што се случува, ова наше братско зближување со Трамп, но не сум ни од оние што мислат дека ние како држава ќе успееме на Бугарија да ја свиткаме раката и така да се протнеме да почнеме преговори. Не мислам дека имаме конкретни придобивки од тој тип, од ова, условно кажано, врзување со администрацијата на Трамп, но мислам дека балансот е важен и мислам дека ние треба да дискутираме тоа во општество. Сега не е време за дневно политички препукувања. Мислам дека, сега Жида се тука и апел на некој начин, дека председателката Селјановска мора да свика Совет за безбедност. Дури јас би го направил тој Совет за безбедност малце поширок, каде што би ги внесол можда и представи на опозицијата, дури и така натаму, каде што малце би се поразговарале некои работи, не дека ќе има колку премногу да се зборува или премногу нови работи се кажат, но да се прати една порака дека ја следиме ситуацијата, тука сме, важно е тоа да се прати кон граѓаните, бидејќи навистина неизвестно е. Ние кога гледаме CNN или телевизии странски изјавите на европски лидери, руски и американски, не ни е sejedno кај се наоѓаме и како ќе заврши оваа работа. И затоа треба да се биде предпазлив, треба да видиме, да сватиме дека на крај сме сами во приказната као држава, дека сите се практично сами, и на таа кота, дека сме сами и дека прашање дека дали ќе ни помогне некој, да пробаме се обединиме барем визави нашата надворешна политика. Премногу е рано за се зборува за било што, сега вие кажате праќање војници. Може би ќе се случи, ако одат во тој правец работите, да не биде побарано такво нешто. Треба да се размисли добро што тоа ќе значи и што Македонија ќе добие. Ние сега живееме, така ни беше наметнато или така ни беше кажано, во трансакцијски свет. Да не се лажеме, не дека претходниот свет пред Трамп не беше трансакцијски. Прилично еднакво трансакцијски беше и ние го знаеме тоа на своја кожа, и од Макрони, и Европски унии и така натаму, кои што сме се осеќале предадени или прелажани. Но во тој трансакцијски свет ние мораме еднакво трансакцијски да се поставиме, бидејќи супер разборуваме за морал, супер разборуваме за вредности, убаво е да имаме солидарност кон Украина, имаме на лично ниво, претпоставам секој од нас има на лично ниво и емпатија и сожалување кон таа трагедија таму, но ова е сега момент за преживување. Ние треба да видиме како подобро да преживееме овој свет кој што е прилично немирен. Да, и во принцип состојбите се прилично непредвидливи
ова што спомна Гордан е паметно. Мислам Совет за дека безбедност? Совет за безбедност? Да, и генерално овака како ќе земе човек, вие рековте одговорот на премиерот Мицкоски е таков каков што е. Са тие се легитимно избрани, имаат голема поддршка, можат и така да постапат. Меѓутоа, би било умно во оваа моментална ситуација и не само заради војната во Украина, разврската таму, европското менување на курсот визави Америка, па и внатрешно, туку и заради предизвиците што ќе има Балканот. Вие гледате дека доста сериозни работи се случуваат во Република Српска, односно во Босна и Херцеговина. Имаше изјави разни на косовски политичари, каде што се закануваат индиректно дека во случај на некакви промени би можело да има и трета светска војна. Мислам дека Таравари така кажа. Тахири нешто друго кажа. Генерално зборува дека можеби ситуацијата ќе се сврти така што ќе се обеди на тие така наречени албански земји во случај на нестабилност. Значи, генерално би било веројатно паметно сите умни глави и сите политичари од сите провиненции, и председателка, и премиери, и опозиција, без разлика на разликата во моќта и изборните резултати, рейтинзи и така натаму, мислам било убаво да се разговара и да биде тоа и во поширок круг со членови на академска заедница, експерти и така натаму, да се види каде сме, што сме и безбедносно и економски. Големи предизвици се и на нашата економија и на соседните економии заради генералниот пад на Германија, дури некои велат и деиндустриализација се случува во Германија. Ние сме сврзани со таа земја директно, со многу фирми. Во топ 10 во Македонија се директни германски инвестиции. Има отпуштање во Србија, има и отпуштање и кај нас. Што ако вистина Европска унија отиде со овој план да троши многу пари за одбрана, за безбедност, за оружје, тие пари ќе треба да излезат од некаде. Тие пари, како што реков, може да бидат на сметка на други проекти, на други инвестиции. Значи, ние треба да гледаме и безбедносно, и економски каде сме. Владата се труди. Правиме тенкови, Бунаджик. Па, сега да правиме тенкови, Бунаджик, не знам, имавме предпријатие во Самоков. Така. Барем муниција можеме да пресветуваме, ако ништо друго. Но, генерално, нели, сега влада се труди врски со САД, па со Унгарија, па со Турција, па резултати некои покажуваат с големи инвестиции во 2024, нови најави и така натаму. Меѓутоа, не е стабилна ситуацијата никаде во светов, па ни во Балканот, и затоа треба малку да се покаже и величина во однос на моќта што има сега оваа влада, да размисла и малку пошироко и да ги вклучи сите фактори кои што можат да помогнат. Мислам, сите си ја сакаме земјава сега, без разлика политичариве, утре си на власт, задутре не си. Академска заедница секогаш се труди да помогне. Think tank, невладини, бизнисмени, сите имаат своји идеи, така што тоа е, мислам, добро. И ако може председателката, да, ако премиерот, се едно во кој формат би било паметно. Имаме ние во моментов, би имале таква волја? Во односно на дневно ниво што се случува? Јас мислам дека мора да имаме, бидејќи ако немаме, тоа значи дека не го препознаваме моментот. Јас знам дека политичарите си имаат своји дуќанчиња кои што им се важни, се позиционираат, се репозиционираат визави локални избори и така натаму и така натаму. Тоа нас не ни интересира како граѓани во овој момент на оваа точка. Нас не интересира да добиеме сигнал дека политичката елита во Македонија, каков и да има изборен легитимитет, согласувам, дека е тука, дека дискутира, дека разговара и дека се солидаризира на едно ниво. Ние можеме внатре во тие внатрешни дискусии дури да се јавни вака, да ги проблематизираме различни аспекти, но кај крајшто, видите, нас се случува ситуација во која што границите, како беше глобализацијата, ни вика нема више граници, се е отворено, нацијата ќе се релативизира. Не е така, границите се потврди од било кога. И са ние сме осудени, и јас и Жидас и вие да живееме во исти граници, исти даноци, исто образование, исто здравство и така натаму, ние на таа точка мора да се солидаризираме. Исти малцински права и така натаму. Јас не викам дека нема регионални потенцијали за потреси. Република Српска, Србија,
албанскиот корпус така натаму, Косово. но на крајот на денот ние сме во оваа граница и ние можеме така да ги гледаме работите. И тука немаме простор за она што вика улично шибицарење, со ситни политички поени. Не денеска и не во овој период. 3 пати за еден месец и пол во Вашингтон, многу блиски средби со Унгарија и Виктор Орбан, обраќање на безбедносната конференција во Минхен и како беше пораката од Вашингтон дека еден од ретките, можеби единствениот во тој ред премиер што аплодирал наговорот на J.D. Венс. Колку е реална поддршката што Христијан Мицковски очекува од САД конкретно во спорот со Бугарија, кога сме сведоци на сите сделки, договори и сета онаа соработка која што САД и Бугарија ја направија изминатиот период. Вака сега, САД биле промотор на европските интеграции од почеток, дури некои сметаат дека се тие главни чинител кои што ја смислуваат Европската унија. САД секако дека има влијание и врз тоа како се проширува постепено, ако гледаме хронолошки, 90-ти години Источна Европа, Централна Европа во НАТО и во Европската унија. Со овој конфликт сега меѓу Вашингтон и Брисел или Вашингтон, Брисел, Берлин, Париз се едно, тешко дека ќе имаат и интерес и волја да влијаат на овие вакви процеси во Балканот, каде што ние имаме некаков проблем со Бугарија и Бугарија го кочи проширувањето. Меѓутоа дека е битно да имаме таа поддршка е битно. Важно е ние што правиме и што ќе правиме. Ваму во Минхен, каде што настапи премиерот, комесарката за проширување кажа дека е можно многу брзо земји кандидати како Црна Гора и Албанија да станат членки. Значи таа кажа некои скоро нереалистички датуми 2026-2027. На прашањето што со Македонија и дали, например, можниот компромис е условно влегување на бугарите во устав и да се откочи процесот, таа кажа дека тие разговараат, Софија Скопје разговараат и дека ако тоа се откочи и Македонија ќе биде на брза трака за тие датуми кои што ги напомена за Црна Гора и Албанија 2026-2027. Сега во принцип ние треба да размислиме што сакаме, што можеме и како да го направиме тоа за брзо почнеме преговори со Европска унија. Дали можеме директно со новата влада? Чекавме, според нашата влада, чекавме се состави нова влада во Бугарија за да можеме да директно разговараме и преговараме. Според тоа што го слушнавме во Минхен од еврокомесарката за проширување, тие разговараат на некој ниво. Дали може да се очекува дека ќе имаме апсолутни гаранции што се бара од наша страна? Мислам дека не. Мислам дека гаранции дека нема да има одредени барања, па и условувања во иднина не може никој да даде. Меѓутоа дека ако се оди храбро да се почне со процесот на влегување на Бугарија во устав со одложено дејство, мислам дека тоа е дека ќе го откочи процесот. Но нам ни е битно и на другото, историските теми да се трнат од агендата. Без никакви гаранции Македонија како џокер, како добра волја на масата да ги направи тие уставни измени, а потоа во уставниот закон тие да бидат со одложено да се ставиме дека важат со одложено дејство. Тоа да, но и овој со историската тема. Историската тема е најбитниот момент на можно уценување на Бугарија заради тоа што постои во оние така наречени записници, протоколи ги викаат. Меѓу владени седници имаме записници на протоколи ги викаат. Тоа ако се издействува, да се трне воопшто темата историја како еден вид на услов за завршување на преговорите, така стои во заклучоците, тогаш веќе би можеле да зборуваме за ефикасност на ваква мерка. Зошто Америка ние би се појавиле на мапата во однос со Бугарија? Вака сега, идеолошки, зашто важна компонента во новата американска администрација е идеолошката компонента. И практично говорот на J.D. Венс во Минхен беше тврдо идеолошки говор.
И сега тука некој се согласува, некој не се согласува и така натаму, но беше еден, да речеме, на бомба во вредносниот систем кој што се негуваше долго време и кој што беше трул. И солзи видовме после тој говор. Добро, не предпоставам, но кој инсистирам дека беше трул. Затоа што жида се спомна либерална демократија као таква, таа покажа слабости. Кога се наполни со идеолошко полнење, да кажеме. И сад на таа идеолошка линија, кај што се идеолошки браќа и сестри, има поголемо разбирање, да кажеме. Ама прагматичната? Во ред, од тоа може да протече прагматично, јас не мислам дека тоа ќе се случи, но зборуваме за регионалниве мини геополитика. Може се случат големи потреси и на Балканот, каде што некој во некој момент можеби ќе ги седне во овална соба или каде и да е разни лидери, вклучително и нашиот премиер, кај што ќе им каже, ова се картите сега. Ама ние сега историските права одложена акцискиот план да, и протоколите и така натаму. Можеби тоа нема да биде баш така, кажано, без разлика што сме блиски, кажеме, со американците сега. Тогаш ќе треба да се донесат државнички одлуки и тогаш повторно се враќам на оваа солидарност во општеството од разни политички фактори, кои што можеби ќе треба да го пресечат. Поинтата за прагматичноста ми беше ако Бугарија, не знам, купи 16 американски Па не можеме ловци, ги плати 2,1 милиарди евра. Не можеме. Договорот за Козлодеј 350 милиарди евра. Зошто прагматично ние би се појавиле тука на мапата, а САД ќе застане зад нас? Не можеме ние тоа да направиме, може криволак да го понудиме евентуално, или не знам што се може, минерали немаме, алша не знам колку има, се шегувам, само да кажам, Македонија Тоа е тоа прагматизмот кој што се случува од договорот за минералите во Украина до овие во ред, зборувам во Бугарија. поширока ескалација која што може да се случи на Балканот, а не дај Боже, и разни прегрупирања, можеби ќе бидеме ставени пред свршен чин. Прашање е колку ќе можеме ние тука да понудиме работи или ќе треба да се преклониме кон некаква позиција која што ќе биде, не знам, американска позиција за регионов. Кај што Европа повторно ќе биде дел од некаква приказна, повторно веројатно на мало столче. Ако така се развиваат работите. Дали со позиционирањето околу резолуциите во Обединетите нации ја одбравме страната? Па сега, јас ги гледав и објаснувањата на министерот за надворешни работи и трговија, председателката, па и некои изјави на премиерот Мицкоски во однос на ова прашање. Тие така се обидуваат да балансираат како јајца да газат. Мислам, успеа да најдат една формула министерот за надворешни работи што ја кажа, ние значи имаме стратешки партнер, тоа е САД, ние имаме Ама припаѓаме во Европа. Европска патека и сега она што нешто успеа некако да го смислат беше да европска резолуција и европски насоки, европски политики поддржуваме и ќе поддржуваме ако се тие усогласени и имаат заеднички став. И тука значи остава простор да, на пример, ако ваму Орбан, ваму Фицо, утре, не знам, романскиот председател, Милановиќ и така натаму, некои суверенистички, различни од овие меинстрим партии и влади во Европска унија, не се согласува со европската политика, да можеме да гравитираме кон одлуката што ја има Вашингтон, ако е спротивно дело. Ако не, ние пак би биле со ЕУ. Така што тоа е сега сушта реалност, кога сме се определиле дека ќе ги продлабочиме односите со САД, а не сакаме да ги поништиме добрите односи, потенцијала за членство во ЕУ, мора некако да балансирате прагматично што велите вие и ете, нашто таква некоја формула, која што колку ќе им се допадне на лидерите во ЕУ, не знам, меѓутоа во моментов сигурно не занимаваат со нас и како сега се позиционира демократијанската влада на Македонија. И нема сега осветнички пориви дали ќе има Европска унија во целиот овој хаос кон нас, не сум сигурен. Јас кажав на почетокот дека мислам дека е важно владата да испрати јасна порака дека тука сме во Европа сме, дека се солидаризираме и така натаму и да видиме што можеме да понудиме на масата. Има само уште една тема која што сакам само во две реченици.
ова што се случува во Америка, јас го кажувам тоа често, приказнава на Доналд Трамп околу целава околу цела приказна околу либералната демократија, која што беше, повторувам, многу чарџирана со идеолошки компоненти, веројатно повеќе левичарски сега од ова распределение ги гледаме, остава една друга празнина. Во риториката на Трамп и на американска администрација не постои збор демократија, не постои збор слобода. И може би во таа приказна ќе се сведеме на лизгав терен. Што тоа значи? Десницата, таква и каква што е, зборно за меинстрим десницата, не е ова што оди радикално, никој што не знаеме кај или знаеме кај може да заврши. И десницата не може без една либерална котва, и при тоа мислам на неидеолошки либерална котва. Што подразбирам по тоа? Прво, да не се проблематизираат изборите како такви. Второ, она што се нарекува корпус на владење на правото, кај што судството е неидеологизирано колку што може, но сепак суди правично, е важен столб на либерална демократија што сме учели и која што сме ја сакале како таква. Не зборувам сега за изданоците и израстоците што се случија. Некаква базична независност на медиуми, базични права на малцинства, од кој било тип, нема да може да не се акомодираат дури во новиот свет што го замислува Доналд Трамп. И проблемот е тука што немаме од оваа страна, од левава страна, глобална левица нема одговор, бидејќи нема легитимитет да зборува сега на тие прашања. Но во еден момент ќе се отвори тоа прашање, дали ќе можеме да живееме во еден свет кој што веќе не се подпира на овие либерални столбови, на кои што ние сакавме, тоа се овие вредности Европска унија и така натаму. И тие вредности веќе се во голема мерка растурени, и во Европска но унија и мислам дека надвор. се вратат бидејќи нема да може да се одржи демократско устројство во рамките на нациите. Освен ако одиме сега во други води, кои што не знаеме кај ќе не одведат. Мислам дека говорат на Ванс беше всушност во однос на политиките долгорочни на Европска унија и беше лупање во лице дека вие ја изгубивте либералната нишка. Вие веќе не сте либерали како што треба да бидете и како што ние сега американците што дојдовме на вас сме. Значи, вие наметнувате своја агенда, не дозволувате дискурси кои што се различни од вашите, вие ги исклучувате тие, тоа во однос на АФД, например, во однос на партии кои што ги сметаат за по Европска унија радикални. Екстремната десница. Екстремна десница. Вие укинувате медиумски слободи, вие се занимавате со фалшиви вести, дезинформации, укинувате медиумски простор, вие дури и избори укинувате и поништувате само затоа што не победуваат тие што вие смислите дека се добри да победат. Генерално, вие изгубивте оригиналната либерална нишка и треба да се вратите на неа. Ама од другата страна имаме кај што најблиските соработници на највлијателниот председател во светот, американскиот, велат да се затвори тој медиум на Твитер, да се затвори тој медиум на Твитер. Тоа е сосема друга тема со цензурата на социјалните медиуми. Има голем проблем. Не, сериозни медиуми како? Зашто Тоа во Америка, РС... Тоа ми беше поентата дека затоа инсистирав на неидеолошка либерална поставеност. Да, затоа што десницата може биде опасна да апелира природно исконски кон масите, да речеме кон мобилизација на масите, и таа може биде опасна бидејќи тешко се менаџираат масите. Левицава менаџира очекување повеќе. Но без либерална котва на десницата тоа може да заврши во лоши приказни. Фашизам и така натаму и така натаму. Добро, фашизам е екстремна левица, ама да не дискутираме на оваа тема. А во принцип, дури и за преговорите, вие до вчера всушност имавте забрането дипломатски контакти со Русија. Го следевте цело време дискурсот на Европска унија, на челниците на Европска унија, на челниците на Германија. Беше забрането да се дискутира со Путин за евентуално немаше дипломатија. Од 2022 до денеска немаше дипломатија. Доаѓа Трамп и вели, па јас ќе одам директно во Москва, ќе разговарам со човекот, сакам да направам да заврши оваа војна. Сега како да ви кажам,
Кога нема дипломатија, очигледно дека сте решени да одите на воено решение. Ама тоа вака за сега не функционира. Кусо за македонската, нашата реалност, а бидејќи сме на крајот, на која теза сме поблиску според вас? На тезата на опозицијата дека владата нема компас во македонската надворешна политика или на ставот на премиерот дека Македонија го запоседнала теренот во новото нормално и дека сега сите позади нас ке се редат во Вашингтон? Сега да не Иако некоја средба со да не делувам се исплакнато, но мислам дека и двете тези се климави или изгави. Прво прашање дали опозицијата нормално дека тоа е работа на крајшто да и не дека немаше конструктивна улога во смисла дека дајте сега окей со Америка, дајте да видиме и со Европа, пошто тука сме, овде живееме и така натаму, ќе не застане директно. Мислам дека имаше влијание тоа. Но сега владата дека нема компас, а кој има компас? Макрон има компас. Значи прашање кој фон дер Лајен има компас. Значи многу е тешко да се критикува таа позиција. Од друга страна, за мој вкус е премногу тврда позицијата на владата да го запоседне новото нормално, бидејќи не знаеме и тоа како ќе изгледа. На крај кога ќе се договараат големи играчи, значи големите слонови, глувчињата може бидат лесно прегазени и затоа може веројатно најмудро Хрватска е спомна, мислам дека да се спомна, прв пат се сретна, мислам влегува комуникација Пленковиќ и Милановиќ, а знаеме колку беа разединети, не правеа мова и така натаму. Малите земји као што се Хрватска, Македонија, Пајптен, треба внимателно наблюдуваат и да бидат тука, ако може негде да фатиме нешто. Морална позиција е тешко да одржуваме веќе, бидејќи прашање на која котва морална ќе се фатиме. Јас само ќе кажам, времето ќе покаже и фактите. Значи, ако овие велат ново нормално, ние сме со Трамп и така натаму, да видиме што фајде ние ќе имат Македонија. Дали ќе дојдат нови инвестиции, дали некако сад меѓународно политички ќе ни помогне во нашиот статус што го имаме во светот, во Европска унија и така натаму. Да видиме од таа перспектива. Ако овие викаат не изгубиле компас, не знаат што прават, истото ќе се случи, ќе да знаеме многу брзо. Само време, да му даваме време на времето. Не ни се покажало досега многу како успешна Па знаете стратегија национална. Ние бевме блиски со САД во едно време на Буш, така Иво Буш младиот и така натаму. Рамо со рамо бевме во Ирак, ама фајде имавме ли некој? На крај што се случи во 2008? Ништо. Инвестиции американски видовме некои по-грандиозни? Не видовме. Така што вака за сликање и за говори и за идеолошки пријателства во ред, меѓутоа граѓаните треба да очекуваат и сите ние тука треба да очекуваме реални проекти, закони, инвестиции, поддршка која што ќе се валоризира во Европа или во меѓународна заедница. Очигледно ни светот, Георгиев, очигледно ни светот не знае во моментов дали новото нормално ќе стане евентуално ново ненормално, бидејќи така има такви пораки од дел од политичарите од Европа во однос на тврдата, како што велите, геополитика што води Трамп. Ново нормално или ново ненормално? Не знам. Јас повторно бидејќи размислувам на темиви и следам се и се што велам, ако Европска унија и САД беа некаков вид на репер за нешто добро, значи економски добро, благосостојба и така натаму, и вредносно добро, повторно кажувам, ова е либерална котва која што овозможува фер плей, фер игра во рамките на нациите, па и во меѓународните односи, но тоа е друга тема, меѓународните односи. Нема ни време. Мислам дека ќе мора да се одржи тоа, бидејќи ако не се одржи тоа, таа либерална котва, ние ќе влеземе во свет кај што имаме планктони во еден океан, кај што лесно ќе може китови. Веќе не постои светот како што го знаеме. Сега. Се е променето. Од кога вие фактички сега веќе не постои светска трговска организација. Не постои, бидејќи со овие царини и Трамп ја уништи. Не постои меѓународно право, бидејќи Русија нападна Украина.
Не постои солидарност меѓу народите. Како ќе обединените нации како ќе изгледаат, што Така ќе се што случи? не се знае воопшто дали ќе има обединените нации, какви ќе бидат обединените нации. Никој не може веќе да предвиди што ќе се случи. Израел, Газа, па таму ќе правеле хотели, вика Трамп. Како? Мислам, тоа е... Ама прво ќе биде пекол на земјата. Таа беше пораката до Газа, па потоа. Гренланд ќе си го земе, бидејќи ни треба. Сега, како тоа... Очигледно многу неизвестности во светот, а со тоа и во Македонија. Јас ви благодарам што бевте вечерва гости во 24 анализа. Благодарам поканата. Почитувани, ви благодарам на вниманието.